Благодарам. Почитувана колешке, мојата реплика ќе ја почнам онака како што вие го започнавте вашиот говор. Споменавте дека овој буџет е креиран и склопен се со цел да се понуди поголема среќа и подобар живот на граѓаните, за да се со цел да не ја напуштат државата и да останат да допринесуваат во Република Македонија. Ве молам, кажете ми со што во овој буџет ќе допринесите за граѓаните да се чувствуваат посреќно во сопствената држава. Што од овој буџет е предложено за граѓаните на Македонски Брод? Ве молам, кажете ми една работа која што е предвидена во буџетот за 2020 година, а со која што ќе им го подобрите животот на вашите сограѓани. Ве молам, набројте еден проект кој што ќе го реализирате во следната година. А впрочем, добро е да наброите и еден проект кој што е реализиран за изминативе 3 години од како сте на власт. Јас сум сигурна дека со овој буџет вашите сограѓани, жителите на Македонски Брод, нема да видат перспектива и нема да почувствуваат посреќен и поспокоен живот. Со овој буџет кажете ми колку средства се предвидени за лицата со попреченост, за старите изнемоштени лица. Колку дневни центри ќе отворите за старите лица? Колку домови за стари лица ќе отворите? Колку придобивки ќе почувствуваат младите? И со тоа ќе придонесете да не се иселуваат и од Македонски Брод и од Република Македонија. Во амандманската расправа не слушнав дека имате предложени амандмани. Еве, нели се прашувате дека вашите сограѓани се разочарани, можеби се разочарани од предлог буџетот и очекувале од вас да поднесете еден амандман со кој што ќе возможите реализација барем на едно предизборно ветување. Но вие молчевте. И сега излегувате и го браните буџетот кој најмалку мислел на вашата општина. Се обидов да пребарам на Google што има направено во последниве години во Македонски Брод. Верувајте ми, единствената информација која што ја најдов е од 22 јули 2016 година, каде што владата предводена од ВМРО ДПМН во тој период присуствува на свечено отварање на пат. Значи во периодот додека на власт била претходната влада, во Македонски Брод имало инвестиции од 40 милиони денари. И со овие инвестиции се направени многу патишта, како што е и патот во село Самоков до Нова населба Сувенир. И уште неколку локални патишта. Ве молам, во контрарепликата кажете ми еден проект кој што ќе го реализирате во 2020 година, а е предвиден со буџетот за следната година. Контрреплика има пратеничка Симеска Димовска.